Почитувани браќа и сестри, за македонците во татковината и во светот, спогодбата Димитров-Кодзијас за промена на името и идентитетот е ништовна и ја сметаат за велепредавство на државата и нацијата. Со ова спогодба се врши геноцид и злосторство врз еден суверен народ. 17. јуни 2018 година е најсрамен ден во историјата на македонскиот народ после 10. август 1913. Еве што се бара во спогодбата на велепредавството. Промена на името, историјата, културата и јазикот на македонскиот народ и на Македонија. Се забранува употребата на придавката и именката Македонија и македонско. Се забранува употребата на 16 зрачното златно жолто сонце од сите државни органи, установи и јавни површини. Треба да се преуредат сите плоштади, шахти на кои е аплицирано сонцето, се менуваат личните карти, пасошите, возачките, регистарските таблички, банкнотите, ознаките на полицијата, армијата, противпожарната служба, изводите од матичните книги на родените, венчаните и умрените, спомениците кои не може да се демонтираат или дислоцираат, треба да се обележат со табличка, со надпис дека се дел од грчката култура. Атина добива ексклузивно право да врши ревизија на сите учебници, карти, историски атласи и наставни програми според грчката политичка историја за Македонија. Егејскиот дел на Македонија станува дел од елинската цивилизација од антиката до денес. Македонија се откажува од македонците во соседните земји на републиката и во светот. Насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија, од балканските и граѓанската војна во Грција, за оваа власт и за државата Македонија повеќе не постојат. Се забранува употребата на македонската топонимија за егејскиот дел на Македонија, овде во републиката. Солун мора да го викаме Тесалоники. Спогодбата не признава македонски народ, туку македонско државјанство на Република Северна Македонија. Спогодбата Димитров-Кодзијас е во спротивност со уставот и законите на државата Македонија и со меѓународното право. Спогодбата го суспендира уставот и правата и слободите на граѓаните. Ова не е спогодба, туку наредба на Атина за самоукинување на македонската држава и нација. Со неја Атина треба да стане администратор на нова држава, наречена Северна Македонија, која нема врска со нашата Македонија. Атина добива право да бара санкционирање и забрана на секој проект, на секоја книга, на секоја истражување, на секоја мисла, ако смета дека со тоа се врши ревизија и негација на грчката политичка историја за Македонија. Македонија, за жал, со ова спогодба треба да се претвори во логор. Во сите партии и издруженија ќе биде забранета употребата на именката Македонија. Иронијата да биде поголема, во спогодбата страните се повикуваат на немешање во внатрешните работи во согласно со повелбата на Обединетите нации и меѓународното право, под било каков изговор и во било која форма, а самата спогодба е грубо мешање во внатрешните работи на Македонија и представува флагрантно кршење на меѓународното право. Не заборавајте, по меѓународно право, националноста не се определува според меѓународен договор, туку врз основа на името на државата. Промената на името на државата по автоматизам значи трајна промена на националноста. Ние за цел свет со промената на името би станале северно македонци. Светскиот македонски конгрес охрабрува да не се врши и да не се шири дефетизам дека името е сменето. Нешто што не е воопшто вистина, ништо од тоа не е готово. Македонија натаму останува Македонија, само Македонија и ништо друго освен Македонија. Спогодбата на 17. јуни е само подпишана и то од лице без активна легитимација, бидејќи не е надлежен министерот за надворешни работи или премиерот, туку председателот на републиката. Само председателот на републиката склучува меѓународни договори од ваков карактер. Но спогодбата ќе влезе во сила од кога грчкиот парламент ќе ја ратификува со 3/5 гласови, 180 од скупниот број пратеници 300, што и кај нив е невозможно, а до тогаш, најдосно до 31 декември 2018 година, треба да се изврши прво ратификација во Собранието на Македонија,
Второ, председателот на Републиката да го подпише указот за прогласување на законот за ратификација на спогодбата. Трето, да се одржи референдум за промена на името со мнозинство од вкупниот број избирачи. И четврто, да се смени уставот со двотретинско мнозинство гласови, 80 од вкупниот број пратеници 120, што е невозможна мисија. Светскиот македонски конгрес повикува на семакедонско помирување и обединување во татковината и во светот, на меѓусебна координација и соработка, бидејќи само со единство е силата и победата на нацијата. Лицата кои склучија и ќе ја ратификуваат спогодбата Димитров Кодзијас ќе бидат изведени пред судот на правдата, народот и историјата. Се разбира најстрого казнети со доживотен затвор и конфискација на целиот имот на семејството дома и во светот за сторени кривични дела, повреда на угледот на Република Македонија, излагање на подбив на македонскиот народ и припадниците на заедниците, велепредавство, загрозување на независноста, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, здружување заради непријателска дејност, злоупотреба на службената положба и овластување и самовластие од кривичниот законник на Република Македонија. Нека никој не се лаже дека ова е само реторика. Кога и да е, ќе одговараат. Македонците во татковината и во светот отврлаат промена на уставот, отврлаат ратификација на спогодбата Димитров Кодзијас и отврлаат референдум заради промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Почитувани браќа и сестри, прашањето за името е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година, кога македонците по род и државјанство во апсолутно мнозинство гласаа за, цитирам, суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки, а одлуката на референдум по устав е задолжителна за сите, без исклучок. Нов референдум за името на државата нема да биде референдум за негова одбрана, туку за негова трајна промена. Затоа, Светскиот македонски конгрес повикува на бојкот на референдумот, кој Заев планира да го организира. Нашиот слоган е: прашањето за промена на името и идентитетот не заслужува одговор. Од пратениците бараме да не ратификуваат спогодбата Димитров Кодзијас, бидејќи со тоа вршат смртна пресуда врз македонскиот народ. А од председателот на Републиката бараме да не го подпише указот за прогласување на законот за нејзина ратификација, дури и при повторно гласање во собранието. Без подпис на председателот на Републиката, спогодбата Димитров Кодзијас не постои. Ги повикуваме пратениците да ја напуштат седницата на собранието, каде што треба да се екзекутира македонскиот народ. Дали се свесни за тоа што го прават? Повикуваме на масовен семакедонски протест пред собранието, дента кога спогодбата ќе биде ставена на дневен ред за нејзина ратификација. Председателот на Републиката и пратениците имаат историска одговорност. Или ќе останат запаметени во историјата како спасители на државата и нацијата, или ќе бидат соучесници во велепредавството на владата. Македонците во татковината и во светот, во апсолутно мнозинство, отврлаат пристапување на Македонија во сојуз со Европската унија и НАТО алијансата поради антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ, нацифашистичкото барање на Грција за промена на името на државата и идентитетот на нацијата и нацифашистичкото барање на Бугарија за промена на јазикот, културата и историјата на македонскиот народ како вредност за солидарност на Брисел и Страсбург со Атина и Софија. Европската унија и НАТО не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Македонците во татковината и во светот бараат председателот на Републиката сега и веднаш да објави безусловен крај на разговорите за разликата за името на државата, бидејќи по устав тој ја представува државата дома и во светот, и за тоа со нота да го извести генералниот секретар, а до Генералното собрание да достави резолуција за продолжување на членството во Обединетите нации под единственото државно име Македонија, со можност за употреба на уставната додавка Република, како јасна разлика од истоимената северна провинција во Грција и југозападна провинција во Бугарија,
без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик Republic of Macedonia, со меѓународниот код МК, односно МКД, и нотификација на македонскиот народ и јазик на англиски јазик Macedonian People и Macedonian Language, независно од историските хипотеки на Балканските војни 1912-1913 година, окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ што се уште траат. Македонците предлагаат историско македонско-грчко помирување и договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Грција, но врз принципот на еднаква сувереност, што подразбира заедно почитување и разбирање, соработка по сите прашања од заеднички интерес, но со немешање во внатрешните работи и на реципроцитетна основа. Бараме распуштање на собранието и воредни парламентарни избори. Ги повикуваме постојаните земји членки на Советот за безбедност на Обединетите нации да стават вето на спогодбата Димитров-Кодзијас, бидејќи е во спротивност со одлуката на референдумот од 8 септември 1991 година, Уставот и законите на државата Македонија и со меѓународното право. И еден апел до албанците во Македонија, бидејќи тие се коалициони партнери во владата на Република Македонија. Името на државата и идентитетот на мнозинскиот македонски народ и јазик не се малцински права. Не се радувајте на договорот со Атина, со кој се прави обид за укинување на еден древен и суверен македонски народ. Во грчката политичка нација голем е процентот на албанците кои немаат права и слободи. Атина воопшто не помислува на правата на чамите, како и на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија. Ке заминат и русите, и кинезите, и американците, ние повторно ќе останеме заедно за добро утро, добар ден и добро вечер секој ден. Во името на македонците во татковината и светот, упатувам силна поддршка на председателот на Републиката, професор доктор Георги Иванов, но и да предупредам дека секој обид за заврзување на неговиот живот ќе ја дестабилизира Македонија и регионот. Нека Господ Бог ги благослови македонците, пород и државјанство каде и да се, сите македонци еден за друг и Македонија вечна од искон до бескрајот. Верувајте во себе и ќе победиме. Да живее Македонија. Амин.